ќе имаме можности да поразговараме помеѓу другото и за оној наш предлог за законот за заразни болести, па да можеме да реафирмираме и некои други бројки. Додека дојде тоа на дневен ред и како имаме што да кажеме, би сакал да продискутирам за ова предлог законско решение со кое што се планира пораст од најмногу 50% на сопствените приходи на основниот буџет во однос на просечно остварените приходи во последните 3 години во единиците за локална самоуправа. И сакал да упростам пластично за граѓаните што тоа значи. Имено во 2019 година СДСМ промени 3 министри за финансии. Тоа беше оној Тевдовски кој што сега е иселен. Потоа беше Зоран Заев кој што требаше да држи лекција по економија и потоа на крај беше Нина Ангеловска. И замислете, ова е трета промена на законот ваков тип. Прво, Драган Тевдовски даде изјава и го ограничи овој процент на 10%, со цел за да го намали, да намали можност на општините и на оние органи кои што се во состав на општините да се задолжуваат, на тој начин говорејќи дека така ќе ги заштити од презадолжување. Кога видоа дека тоа не бива, односно толку е визијата на сите проекти кои што се случуваат, можеме да го видиме тоа и по она кое што нема криење и она кое што не може да се покрие, а тоа е вакцинацијата, дека сме последни во светот кои што немаат набавено вакцини, па така по таа паралела мислеа дека ќе го решат проблемот, а создадоа дополнителен проблем. Заедно со министерот тогаш, мислам дека беше Сухел Фазлиу, велеа дека со тие измени ќе се заштитат општините и субјектите од презадолжување. Па потоа, оние градоначалници кои што беа избрани се побунеа. Така буџетите кои што ги формулираа не можеа да ги решаваат ниту режиските трошоци кои што настануваа, па го сменија на 30%. Истата влада, истата номенклатура, малтене истото мнозинство. Ајде кога видоа дека и така не бива, заради тоа што оние на кои што им ги вратија долговите со 50 милиони евра, од 90 на 40 и нешто, 47 чинам, па овие за последниве 2 години се задолжи уште 23 милиони евра, заради тоа што не постои систем кој што го ограничува тоа, односно оние кои што биле дисциплинирани се дискриминирани на сметка на оние кои што не биле дисциплинирани, па ги стимулираме да плячкаат под општините, да не градат ништо, да не се реализираат ветените проекти, да прават што сакаат, да вработуваат привремени вработувања, да купуваат нови автомобили, ама да не ги решаваат проблемите на граѓаните. И еве сега пред нас стои решение за овој процент, значи од истава влада, од 10%, па 30%, сега да е 50%. Што значи тоа? Ако видиме дека сопствените приходи, по закон е тоа напишано, на основен буџет на општина се даночни приходи, неданочни приходи, капитални приходи и трансфери без дотација од данокот на додадена вредност, можеме да заклучиме дека она кое што прострујува низ јавноста изминатиот период, дека данокот на имот ќе се зголеми за 3 пати, укажува на тоа дека сите оние давачки кои што може да се регулираат од советите на локалната самоуправа ќе бидат зголемени, за да можат во оваа предизборна година оние ефтини ветувања од оние скапо платени програми, колку толку некаде да ги отпочнат, за да прикажат дека еве 4 години не се смени ништо, ама еве сега пред избори ние ќе доеме, ќе почнеме, па каде што може со на добро вака смислена, би рекол, еве скопски ќе се изразам, фора, која што јавноста ја препозна, ја пресретна и со индигнација ја отфрли, а тоа е за ништо што нема да се направи, да се пушти во некаква процедура. Дали во Советот, дали во Собранието некој предлог законско решение, па така ќе стигнува во Собраниево предлог законско решение од 2 ливчиња за 500 и 600 милиони евра. Ако пројде, да пројде за да може некој да испокраде, ако не опозицијата, ако сака да даде некои одредени забелешки да се блокират, за потоа да се рече еве ние почнавме, еве ние сакавме, ама еве овие не ни дозволуваат. А за волја на вистината, 2017 година да се почнеше со реализација на се она што е напишано во програмите. Сега ќе беа 40 или 50% веќе во реализација. Што е важно друго да се напомене вака за ова законско решение? Се носат неконзистентно закони, се губи многу време за реализација на проектите. Јас знам дека тоа никогаш не било вака особен интерес,
Но сепак оние кои што се сериозни и кои што сакаат да вложуваат, едноставно не може да фатат стабилно напаствие, заради тоа што не се сигурни дека онаа владеачка номенклатура, која што е сега, еден ден ќе рече добаре овој данок, ќе тераме така, па потоа по притисок на јавноста ќе го изменат, па ќе речат со одложено действие, па не е вака, сгрешивме така и така ние ќе се вртиме во круг. Па ќе имаме на онаа комисија за задолжување, финансирање и буџет закони, табло за енергетска ефикасност, за основно образование, па претходно ќе дискутираме за онаа мерка од четвртиот сет на мерки за ДДВ-то за последните 3 години од 4,5%, па за оние 2 милиони евра кои што ќе треба да ги поделат 80 општини и еден град, ќе се расправаме тука и ќе ви укажуваме дека не е добро, па ќе поминат 2-3 месеца, па ќе сватите дека не е добро, дека не носи добро за граѓање. Ама таа купи ден политика не донесе до ова каде што сме сега. А каде сме сега? Сега имаме општини кои што трошат на ангро, каде што со расчистени долгови, 50 милиони евра им се дадоа, има за 2 години направиле 23 милиони евра долг. Па вие ќе издегувате, ќе зборувате тука паушално дека некој од опозицијата кога владеел ги генерирал тие долгови, ајде да ги отвориме конкретно Струмица и Куманово, ќе видиме дека имаат баснословни задолжувања тогаш кога се водени повеќе години, скоро над една деценија од кадри кои што доаѓаат од мнозинството, и продукција на такви тези со кои што ќе треба да го прикријат, да прикријат неспособноста која што се манифестира во секоја сфера од ова општество. Она кое што пред скоро 4 години помпезно го најавувавте, прво ви беше на програма за живот во Македонија, потоа го симнавте на едно ниво подолу, па беше програма за живот ваму, за живот таму, за живот она, за живот ова. Засилено сега се трга од интернет просторот, но за жал некој ги чува тие печатени изданија, па кога ќе имаме можност вака да предискутираме, некој ќе ги извади, па ќе види колку шарени лаги и да му е жал на човек што некои пари се потрошиле за да се испечатат тие букви на тие блескави страници, за да се напише тоа, за да се изманипулираат граѓаните, а при тоа ништо од тоа да не се реализира. Пак имаме реплики од типот дека треба да продолжи ваквото дигање на оваа, би кажал, летвичка, па да биде и 100%, и тоа е добро, но сепак зашто се носат вакви проценти кога се знае дека однапред овие работи нема да успеат. Изборите брзо ќе дојдат. Тоа што требало да се сработи до сега требало да се сработи во изминатите 3,5 години. За последниве 6 месеци нема да успее да се поправи впечатокот, заради тоа што политичката култура во Република Македонија е доста подигната од времето кога вие сте навикнати да шетате наоколу и сакајќи да го изманипулирате народот со одредени проекти кои што ќе ги почнете пред избори. Сметам дека требало да извлечете лекцијата до сега, затоа што во 2 наврати во над, би рекол, 70% од територијата на Република Македонија ги губите директно изборите до оние кои што се сега од оваа страна на парламентот и дека тоа ќе се случи и понатаму. Креирате решенија кои што ќе ги задолжуваат општините, креирате решенија во кои што ќе ги помагате недомаќините на сметка на оние кои што си ја завршиле работата. Јас тука гледам луѓе кои што имаат големо искуство од локалната самоуправа, тука гледам поранешни градоначалници, председатели на совети, советници, заменици министри за локална самоуправа, кои што ја разбираат таа тематика и кои што може да потврдат дека ова кој што го правите и ова кој што си играте држава, не само што не чини време, не само што не чини пари, туку за огромна жалост во последно време почнува да не чини и животи. Па оние смешни изјави кои што си ги давате секој ден, а кои што само вие си верувате на нив, допред некое време можеше да ви поминат заради оние скапо платени пиар машинерии кои што ги поседувате, па оние несериозни изјави кои што ги давате, можевме да не кажеме, ама сакавме да бидеме транспарентни, па не сакавме да набавиме нешто да не испадне дека го тестираме на народот. За жал, еден ден тие меури од сапуница се растураат, тоа пука и реалност и народот е соочен со реалноста која што вие и такако одбивате да ја гледате. А таа реалност е дека немате реализирано ништо во 90% од општините кои што ги раководите, дека ветувањата кои што ги дававте останаа само на оние скапо испечатени страници и на оние програми кои што ги имавте, и дека не можете да избегате од реалноста дека целиот свет и оние земји околу нас набавија вакцини, идат напред, а ние сме заглавени во ова мучуриште во кое што се срамам јас, а е 2 милиони жители кои што се надевам дека живеат во државата. Благодарам.
Фалимдарите да Јове. Ви благодарам и на вас, Марија Георгиевска реплика.